Благодарам, подпредседателка. Колеги, почитувана македонска јавност, почитуван заменик министар, јас нема да ги повторувам сите факти кои што ги кажаа моите колеги пред мене во однос на кршењето на деловникот, кршењето на процедурите, кршењето на законите, нетранспарентноста, значи сите оние работи кои што овој договор ги носи и сите резултати негативни кои што ќе ги имаме во општеството заради ваквиот начин на донесување на овие закони. Не е точно воопшто дека ние сме против градење на патишта, секој сака здрави патишта, безбедни патишта, убави патишта да се возиме, бидејќи навистина имаме на преубава држава, прекрасна земја ние Македонија, а патиштата ни се катастрофа и тука имаме многу последици заради тоа во многу сегменти од животот. Она што јас сакам во оваа дискусија да го поставам како прашање кон вас повеќе, се однесува на една друга тема, на еден друг закон кој што за среќа беше повлечен. Јас доаѓам од областта на културата и културното наследство и многу ме интересираат некои измени и во законот за градење, но јас ќе направам компарација и со законот за урбанистичко планирање и ќе ве замолам да ми дадете одговор на тоа, бидејќи не е јасно што се предвидува и што се случува. Вие во законот за урбанистичко планирање има додадено некои зборови како археолошки информации и наоѓалишта, кои што кај мене, а и кај пошироката македонска јавност која што се занимава со културно наследство, особено кај археолозите, предизвика една дилема, бидејќи знаете како велиме ние, ѓаволот се крие во точките и во запирките во законите и тука нешто не ми е јасно. Имено со законот за заштита на културното наследство процедурата е многу јасно наведена. Значи доколку се најде археолошки локалитет, која е постапката, како ќе се движи целата постапка, што ќе се случува, кои институции се надлежни, кои лица имаат право да дојдат на терен да констатираат која е вредноста на тоа археолошко наоѓалиште. Значи, комплетно пропишана процедура која што си е во Законот за заштита на културно наследство и тој треба да претрпи одредени измени, меѓутоа не во овој дел е навистина добро решен. Вие дадовте еден предлог, односно група пратеници дадоа предлог за измени и дополнување на Законот за заштита на културно наследство, во кој што тоа што го прочитавме нормално не исплаши сите оние кои што се занимаваме со културно наследство, бидејќи таму беше предвидено доколку се најде археолошки некакво наоѓалиште при трасирањето и изградбата на овие патишта, дека должноста ќе биде да се извести не надлежната институција, туку да се извести надзорот. Што е катастрофално решение, затоа имавме и протести, ако се сеќавате од Македонско археолошко друштво и ИКОМА, значи тоа се сериозни организации кои што се занимаваат со културно наследство и заштита на истото. Па се повлече тој закон под притисок, верувам дека и Министерството за култура свати што се случува со тоа. И сега сакам, ако може, и вие да ми објасните која е постапката. Точно доколку се најде некој археолошки локалитет, некој артефакт, а верувајте ќе најдеме. Верувајте ќе најдеме, бидејќи тој дел каде што ќе се гради е пребогат со археолошки локалитети. И сега да не дојдеме до ситуација како што ни се случува, еве во Скопје ни се случуваат такви ситуации, кога не се почитува тој закон за заштита на културно наследство. Па јас постојано прашувам и поставувам пратенички прашања, например, што е со аквадуктот, каде што веќе се продаваат станови со поглед на аквадукт, замислете каков луксус е тоа да живеете веднаш до културно наследство кое што е од античкиот период. Значи тоа во светот многу се цени. И сега јас немам против да се изградат патишта до нашите археолошки локалитети. Тоа не е една од негативните работи што ги имаме во државата, бидејќи навистина имаме со многу што да се пофалиме. Јас постојано зборувам дека Македонија може да живее од културен и природен туризам. И се согласувам дека треба да се изградат патишта, бидејќи ние немаме до нашите најубави локалитети, немаме соодветни патишта. До Кокино да отидете ќе скршите колата. Но
што има голема опасност доколку тоа не биде уредено како што треба, бидејќи верувајте ми, значи можеме, ви гарантирам дека ќе се најдат археолошки артефакти. И ќе се најдат археолошки наоѓалишта и ќе се најдат нови локалитети. Значи таму поменуваме низ и коридорот 8 и коридорот 10, оние делници поменуваат низ веќе докажано богати археолошки реони. Значи Хераклеја е поблизина на едниот локалитет, за Охрид и Струшкиот регион да не збориме, значи колку е тоа богато и дополнително е заштитено од страна на УНЕСКО. Тука се спомнува и животната средина, но нема натаму да одам, еве само овој сегмент ме интересира, бидејќи навистина имам чувство според оно што го читам и во Законот за урбанистичко планирање, и во Законот за градење, дека нешто се случува, дека има некој обид од страна на владата со предлогот на овие закони да се заобиколат некои процедури, меѓутоа верувајте, ние имаме подпишани и ратификувано меѓународни конвенции, неколку во однос на тоа како треба да се заштитува и да се чува културното наследство, археолошкото наследство, особено за археолошкото, посебна конвенција имаме подпишано, ратификувано за тоа, УНЕСКО. Значи, таму се исто така многу добро пропишани стапките, кои се чекорите, како се известува, кои се известува. Сега да не дојдеме ние до ситуација да се најде некој артефакт, а ќе се најде, сигурно ќе се најде, бидејќи секаде се наоѓа, богата држава сме за археологија и културно наследство. Што понатаму, значи, за да се одреди старост на еден артефакт, потребно е стручно лице, со одредена лиценца, со одредено образование. Не може било кој, не може инженер или геодет, или не може да процени колку е староста на еден артефакт. Се согласувате со мене, претпоставувам. Значи, тоа си се процедури кои што се пропишани. Дали ќе бидат опфатени институциите во тоа? Значи, може да бидат опфатени, бидејќи и во Охрид има конзерваторски центар, национален конзерваторски центар, завод и музеј Охрид. Битола исто така има национален конзерваторски центар, завод и музеј Битола. Значи, тие се институции кои што се имено направени во тие региони, бидејќи таму има многу големо богато културно наследство и се затоа таму за да можат во било кој момент, значи, да дојдат на терен и да видат. Сега, кажете ми која ќе биде процедурата доколку се најде артефакт, значи артефакт, локалитет, било што е од археолошко значење, што е од културно значење, која ќе биде постапката, бидејќи јас не можам да разберам тука, а законот за културно наследство, посебно во археолошки локалитети, и како се спроведува и надзор, и инспекција, и сето тоа е многу убаво пропишано, и вели дека доколку се најде било што треба веднаш да престанат работите и да се извести надлежната институција, која што веднаш ќе прати спои стручни лица на увид на терен и ќе ги констатира сите работи доколку станове, значи имаме предвидени категорија во законот, од А до Д, зависно во која категорија е тој артефакт или тоа наоѓалиште што ќе се најде, дали веднаш се престанува со градба, дали се дислоцираат и објекти. Сега вие тука зборувате во законот за градење многу за дислокација на објекти, не го гледам тоа ја за археолошки артефакти. Меѓутоа во претходниот закон што се разгледуваше за урбанистичко планирање, па таму ги имате ставено археолошки информации, кои што археолошки информации се знае кој може да даде. Само лиценцирана институција од областа на заштита на културното наследство. Дали ова значи дека тие археолошки информации или надзорот и увидот, извинете, ќе биде извршен од страна на надзорот, кој што не знаеме ние дали има таков профил вработен кој што ќе може да дојде и да процени. Всушност, не може било кој да процени, бидејќи се што ќе се најде на територијата на Република Македонија како археолошко наоѓалиште, артефакт или локалитет и припаѓа на Република Македонија. Значи, тоа не може да биде приватно. Па дури сега, кога се гради некоја куќа или било што, ако има сознание дека тоа е дел од втора или трета зона, заштитна зона, нерези, ќе го кажам, например, вие морате дури како приватно лице да си платите стручни лица кои што ќе дојдат и ќе проверат дали таму има археолошки локалитет или било какво културно наследство. Че тоа граѓаните на свој трошок го прават и мора да го направат. Бидејќи доколку се најде нешто, тоа не припаѓа на нив, тоа му припаѓа на Република Македонија. Значи, многу јасно. Ве молам, тука сме за дискусија пред се, сметам дека сум конструктивна во мојата дебата и ве молам тука да ми објасните која ќе биде постапката доколку при
трасирањето при изградбата се најде артефакт, наоѓалиште, информација, било што го засигнува културното наследство на Република Македонија. Ви благодарам.